денес ни доаѓа фондер во Скопје. Затоа треба да и приредиме соодветен дочек на господјата фондер Ако ви е вас тешко, а и ве разбирам, политичари сте, водите држава, мора малце да покажете загреаност, заинтересираност кон унијата, да им придадете важност на таквите како фондер Но, тоа не значи дека цело време треба да бидете меки, нежни. Тие, кон вакви господи, тие, тамо од Германија, таму тие сакаат малце spanking, аниме, fisting. Urinating. Оте вие сега да мислите дека па тамо па све е романтика у животов. Си имаат тие своји бубици у глава тамо. И жени и мужи. Затоа можете да почнете така што ќе порачате, ќе речете еден тука наш пропаднат глумец ни рече да ви пренесеме господјо фон дер ни рече да ви пренесеме shame on you. Shame on you. Затоа што јас, фала Богу, оваа слобода што ми ја дозволува медиумов и тоа што не сум функционер, навистина понекогаш добро дојдена да се искажеш, да се изразиш и да ти олесни. Кажете и одважно. Престанете да лажете. Престанете да не уценувате. Да се разбереме. Таа е обичен бюрократ кој не разбира. Таа е исто тамо ставена да биде председателка на Европска или тамо ОЕА, со кран. Значи, некои помоćни од неа одлучиле оваа година, пошто оваа многу фино се покажа годинава, оваа година она ќе биде, или овие 4 години она ќе биде председателка на оваа Европска, не знам што. Али таму има и такви работи. Немете да мислите дека ние сме ги измислиле тие работи. Но, иако е обичен бюрократ, ја мислам со еден достоинствен однос, кај што недвосмислено ќе кажете кои се нашите ставови, како што Мицковски ги кажа во Страсбург, тоа беше одлично кажано од негова страна, дека ние повеќе како македонци не сме спремни ни милиметар да одиме потаму и да исполнуваме разноразни барања на разни европски и балкански шовинистички крокодили, кои што се дел од таа унија. Да, вие можете пак пред камери да се смешкате кога седите со дотичната фондер но кога ќе останете насамо, вадете камшиците, како се вика, сите потребни помагала и даете и недвосмислено дознаење дека повеќе не може да се играе со нас. Држете се до тие ставови, ништо не ни можат, ништо. Можат само да се закануваат и да лаат, па и дури да ни бапнат санкции, да им еба мамата. Што со тоа, ќе умреме за јадење? Нема, ќе се снајдеме пак. Ние сме овде снодливи. Македонец, балканец уопште, ако не може да се снајде у разна ситуација, па мислам кој друг може. Па ние сме махери да се снаоѓаме и корења нема да јадеме. Алтернативи секогаш постојат. Овој свет е во рамнотежа токму затоа што постоеле разни алтернативи. Интелигенцијата се огледа во тоа колку ти можеш да се прилагодиш во одредени ситуации. Мајмун интелигентен
се разликува од понеинтелигентен, со тоа што ќе му ставиш банана пред кафезот на 1 метар и му оставиш негде во кафезот фрлен стап. Оној што е поинтелигентниот ќе го земе стапот, ќе му текне и со стапот бананата вака ќе се ја доближи. Можете тоа да го пробате и со фондер. Ау! Лаем, само треба да најдете соодветна банана. Да испитате чисто овај коефициент на интелигенција, за да знаете со кој разговарате, со кој правите муавет. Значи, мора да покажете такво достоинство. Ама ви збореле, ама меѓу редови ви се заканувале. Затоа реков тој говор на Мицкоски пред неколку дена у Страсбург беше добар. Затоа што недвосмислено каже. Знаеме се што ни прави. Не може сега он да им каже ко Сашо Тазевски: мршу пичку матереве вие банана два бутнете си ја укну. Добро сега. Да не се изразувам до крај, рано са бајле вака. Деца гледаат ова. Тоа е каде ручкуваат за градинка. Што ми викаат, едни деца те гледаат, да ми наштети. Чукело една деца, кој дете го гледа, мене не гледа. Да ви ебе мат. Него, да, таа е бюрократ, но мислам, таа и за тоа стаена тамо да пренесува пораки, таа е поише курир него што е нешто раководечки орган. Баш поради тоа, можете да ја фатите и на емотивна жица, мада се тие малце оперирани од емоции, но, како што сум напишал во една книга, ова мора да го земете во предвид кога правите психолошки профил на оние со кои што преговарате, драги мои воморовци. Внимавајте што сум напишал, ова сте должни да го запамтите. И да играте со овие, ако сме мали, да играте со овие што ни доаѓа тука ко оваа се што доаѓа фондер, доаѓа да ни убедува за бугарите, да сме ги примеле, па после цел да го примиме со семадина, па после, затоа доаѓа таа, не доаѓа зарно. Таквите од горе, поготово тие од највисокото друштво како оваа, бюрокративе, не ни доаѓаат овде зарно, да се разбереме и сите го знаеме тоа. Затоа покажете мадина! Нема отстапување. Све ни е јасно. 30 години на лажат. Мој па преку мој, што би рекол ја. Ова можете као цитат да ме цитирате кај сакате. У било кое научно списание со импакт фактор, не дозволувам у било кое друго списание. Но, чи покажете цврстина кичма, не бавајте тамо жива сила, но, сега ако се укаже прилика, па ја бавајте. Оти, видете што сум напишал апропо жените пред многу години. Велам вака, на несреќа, голем број мажи изјавуваат дека сопругите им се ладни или девојките, апсолутно не заинтересирани за секс, со други зборови често изјавуваат дека се тие фригидни. Но за среќа, не се мажите овие мажи во право. Секако дека постојат жени кои што се многу заинтересирани за секс, што би рекле ние умало чефлики, тоа е многу убав збор, ми се свиѓа. Но постојат и жени кои се многу малку заинтересирани за секс. Меѓутоа, разликата помеѓу овие два типа на жени не е толку голема колку што мислат мажите, нивните дечковци или нивните сопрузи. Искусен, стрплив, но истовремено и упорен и креативен маж може и од привидно фригидна и незаинтересирана дама да направи црвер у кревет, тоест да направи прилично заинтересирана. Затоа, пробајте и да ја заинтересирате со одредени алатки, со одреден пристап. Таа господја фондер, не. Па може да ја преведете да ни стане и наш борец за македонството.
од сега па натаму да ни помага. Иако да ви кажам, тоа е практично невозможно да се случи. А во тој случај нека ви биде показна вежба како и се обрати онаа легенда што ја води Унгарија, Виктор Орбан, кога тамо во нивнијата овој горе Европска комисија која се обрати како на учениче и плесна у лице дека се лицемерни, дека мерат од двојни аршини, дека туркаат идеологија и агенди кои што за Унгарија немаат никаква полза и плесна у лице дека Унгарија има свој устав и суверенитет или дел од суверенитетот што нема шанси да го откаже во име на некаква си унија. Дечкото, како да ви кажам, унгарец, како другачие унгарец да постапи освен без бегаш. И го плесна, си замина назад у Будимпешта, па вие сега мислете се. Со тој однос кон неа покажа какво мислење има за тие луѓе што се наоѓаат на унијата во врвот. Покажа дека се тоа генерално бюрократи без интегритет ставени тамо да носат, да одлучуваат за судбини на помали од нив, на послаби од нив. Не дозволувајте ваквите крпи, фронцли од луѓе кои што водат нешто што е наречено Унија, да не понижат и да не поништат како народ. Ако ви е вам тешко, кажете ги зборовите мои од почетокот на ова видео. Shame on you, господја фон дер